Извадок од книгата Блиско сонце од Јован Павловски. Во Жилче никогаш не се чувале овци, само кози, зашто на жеден кој почнува веднаш над селото и не можат да пасат овци, нема трева, само земја и камен и некое ситно и прашливо зеленило. А и козите во Жилче не се кој знае што, само коска и кожа. И млекото им има мирис на суша, загорува брзо, речи си суво е некако, како да чкрипи под јазикот, но затоа пак здраво е, не знаат Жилчани за лоши болести, за забоболки, за главоболие, за мозолки по кожата. Сите велат, од млекото било тоа. Од куќата излегува жена. Може би има 50, може би нешто повеќе или помалку години. Со нова црна шамија на главата, значи, сега бргу и умрел некој близок. Срмен Чадловски ја остава овцата и поаѓа кон неа. Сака да ја замоли нешто, но таа го пресечува. Воопшто не те познавам, момче. Бараш нешто? Гласот ти е остар, груб некако, се гледа дека не трпи спротивставување. Жената достоинствено стои на вратата и го гледа право во очи. Да, вели Срмен, што туку дојдовме со другарите, па јас треба да обезбедам нешто храна за пат. Жената се така остро, како да не ја движи устата. Да не сте од првата македонска? Срмен одмазнува со глава. Не, ние сме 11 мина од Тетово, треба да се приклучиме кон бригадата кај Пресек или Извор, не знам точно каде. Жената го испитува со погледот. Молчат додека таа го гледа. Нема повеќе од 20 години, полничок е и црвен во образите, со права коса што тешко може да ја скроти дури и чешел од биволов рок. Во чакшири од тежок кафеав шајак, високи, дури до подколената чорапи и тешки некои цокули на нозете. Титовката со петокрака ја закачил на каишот, до самата футрола со револверот. Дури откако ќе го изгледа убаво ќе му рече: разни луѓе се мотаат по планиниве. Како можам да ти верувам? Срмен ги крева рамениците, не знам, признава. Мислам дека тоа се гледа по мене. Куќата ми е на крај село, вели жената, далеку од другите куќи, па не знам што се случува во селото. А и сега дојдов од пасиштето, бев со овците таму. Замолчува, предомислувајки се, најверојатно, а потоа наеднаш, како да одлучила, сепак влези. Беше тоа ниска и цврсто градена куќа. Не личи на другите куќи во селото. Дури ни чардак нема. Внатре, темно е и студено, а лето е наместо дрвено душеме бетон. Срмен сето тоа го гледа со изненадување и се чуди, се разбира. Жената му објаснува, некогаш куќава беше жандармериска станица. Пред 15 години жандарите се иселија, а ние ја купивме зградата. Од другата соба допира кашлање, тешко, со прекинување, чиниш некој се дави или бере душа, немајки доволно воздух. Тоа е мажот ми, вели жената. Кога чувме за синот му се одзеде говорот и се фати од десната страна. Само лежи и боледува. А потоа додава за да објасни или да и стане полесно. Вецко ми беше син. Бецко Синадиновски. Загина на Буковиќ пред 8 месеци. И со шамијата ги брише солзите. Плаче безшумно, но мали а остри грчеви и поминуваат низ телото од време на време. Срмен што туку седнал, а веднаш станува, за храброста на Вецко беше чул уште во Жилче. Беше тоа на една од оние чести средби на партиската келија секретарот на местниот комитет, другарот Борко Чомчески зборуваше за храброста на десетината која на Буковиќ го уништила вовчето со муниција. И за Вецко Синадиновски зборуваше, се разбира. Ранет во стомакот, тој успел да се подметне под локомотивата и со 2 крагуевки да се крене во воздух заедно со вовчето. Ја гледа Срмен жената и не знае што друго да рече освен: во Тетово другарите испеја песна за Вецко, таа се свртува кон него. Ги добришува солзите и сега, се чини, посмирена е, висока и ковчеста, таа стои на другиот крај од собата како паметник. Вели: беше бескрајно храбар. И се двоуми пред да додаде, единствено тој ни беше останал. Ќерка ми и најстариот син умреа уште како деца. И пак по едно ново двоумење, како да сака се да каже за да ја олесни на душата. Беше свршен со грозда од ачковци, таа сега како вистински татко и мајка не има. Секој ден доаѓа да не види. И ми помага.
А потоа, наеднаш, како да сака да сврши тој разговор за Вецко, за Грозда, за се што ја мачи. А ти, можеби, синко си гладен? Седни, седни, веднаш ке ти донесам, нешто да каснеш. Срмен и приоѓа. Ја фаќа за рака, ковчеста рака на која кожата, сува и тенка, е затегната и лесна како хартија од весник. Не сум, мајко, вели. Јадевме во селото. Јас дојдов само да прашам дали имате нешто за одредот колку за пат. Ке ти дадеме потврда по ослободувањето, се ке ти платиме. Таа одобрувачки го подчукнува неколку пати по раката. Имам, вели и се насмевнува. Дури сега првпат се насмевнува. Имам бело сирење цело каче. Нека биде тоа за вас. А ноќва и пита ќе ви направам. Срмен брза да ја прекине. Не, тоа е многу. Не е, вели таа. Го вели таа остро и речиси наредувачки и Срмен знае дека не смее да се спротивставува повеќе. А сега седни, му вели. Ке ти донесам малку ракија и сирење. И излегува. Срмен нема ништо против чашка две ракија за да му се исчисти правот во грлото и да му се врати до вербата во нозете. Може Срмен да издржи уште неколку дена пешачење, но сепак не би имал ништо против да ги испружи малку нозете и да почувствува како крвта убаво му се распоредува по сите делови од телото, речи си шурка по вените. Тоа течење на крвта низ жилите тој навистина го чувствува. Година или две по работата крај коритото за месење леп тој тоа за првпат го почувствува, како благ допир на струја поминуваше низ него. Не го болеше тоа, но беше малку чудно да чувствуваш како крвта ти тече низ телото. Еднаш се случи тоа, па уште еднаш. Му кажа на Чичко Музафир, а овој само одмавна со раката. Рече, од многу стоење се шират вените. Така е со сите фурнаџии. Потоа Срмен се навикна на тоа шуркање на крвта. Дури и му беше пријатно поголем напор или долго стоење. Многу подоцна, кога со Благоја Муфот станаа партиски другари, зашто му кажа на Муфот за шуркањето. Овој го слушаше сосема сериозно. Му рече, Чичко ти има право. Тоа ти е од долго стоење во фурната. Еве, помина толку време, Срмен мисли дека поминаа речиси 8 години од првите знаци на оваа чудна работа, а тој не чувствува ништо. Најверојатно се измамиле и Чичко му и Муфот. Мајка му на Вецко Синадиновски се враќа. Носи шишенце со ракија и белосирење во чинија. Сето тоа таа го става на софрата пред него и се поттргнува малку назад. Пробај, му вели, и на здравје. Срмен чувствува остро печење во устата и тој наеднаш разбуден огин му слегува брзо низ грлото, надолу, и го исполнува со некоја внатрешна топлина што освежува. Ама е лута. Се чуди Срмен. Жената потврдува со главата, лута е, но го намалува уморот. Ке ти дадам едно балонче за попат. Ако сте млади, таа сепак ќе ве крепи. Мајка му на Вецко Синадиновски рече, ако сте млади. Срмен мисли дека секој на работите гледа од свој агол. Кога ќе погледне назад, на овие 20 на изминати години, му се чини дека изминал цел еден живот. Можеби не му тоа така само му се чини, зашто се сеќава на толку непотребни поединости, не може така лесно да ги заборави. А сака да заборави некои дребнулии од животот што го обременуваат и мачат. Оние први 3-4 години од животот во Белград, например. Фурната на газда Трипун беше на Зелен венец, а тоа не е само дел од градот и големо пазариште, туку и деноноќна лудница во која се вари, крчка, клокоти, се подпечува и трае еден докрај свој и сосема луд живот. Срмен долго не можеше да разбере тогаш како е можно толку многу да се јаде леп и бурек. Во 2 смени непрекинато се месеше во малата работилница зад продавницата и секогаш недостасуваше и едното и другото. Често се случуваше мајсторите да клекнат на бетонското душеме од умор, од потта што заедно со силата им излегува низ порите, но работата продолжува како луда. Срмен токму затоа и не виде ништо од Белград во тие први години. Кога не месеше, тогаш беше капнат од умор. Кога беше малку одморен, тогаш требаше да меси. И така наизменично ден и ноќ. Она што го заработуваше со Чичко Музафир, го испраќаа во жилче, зашто таму постојано недостигаа пари, а заедно живееа. Срмен се обидува да се потсети што виде во Белград од тие први години.
Неколку пати беше во кино, еднаш од Калемегдан го гледаше Алексиќа како се држи со заби за авионот што го надлетува устието и неколку пати излезе на прошетка по белградските улици. Тоа навистина беше се за 40-тината месеци. Не научи многу за Белград тогаш, но научи како и колку се работи на фурна. Доби некоја темна боја на лицето, се тешеше дека тоа е од брашното што се вовлекуваше во порите, под колата, но и самиот добро знаеше дека тоа е од немање доволно сонце, зашто темно и студено беше во работилницата. Единствениот прозорец гледаше во каменото двориште, секогаш осојно, зашто високите згради наоколу безмилосно се издигаа нагоре, стегајќи го меѓу себе и оставајќи ја влагата во него со месеци. Срмен станува, ете, се напив и малку ракија, сега можам да одам. Жената сака да му помогне, да не ти е тешко наеднаш да го носиш и качето и балончето. Навистина качето е малечко, но каче е. Ке се обидам, ама сепак се чудам како ќе носиме каче и балонче со себе по планиниве, признава Срмен. Мајка му на Вецко наеднаш застанува и без многу размислување, во право си. А потоа, откако ќе размисли, сирењето ќе го ставам во шамија, а ракијата ќе ја преточам во 2 шишиња толку имам. И сето тоа ќе го ставам во дисаги. Срмен признава во себе дека така е дале подобро. И навистина, каков впечаток ќе остават на борците од бригадата, кога ќе се појават пред нив со балончиња и качиња. А и не се практични овие работи за носење, додека се оди во колона, засилено. Кога жената ќе ги подготви дисагите, Срмен ќе ги крене без напор. Добро е, ќе помисли, не се кој знае колку тешки, мајка му на Вецко Синадиновски го прашува наеднаш и загрижено. Знае ли мајка ти, синко, каде си? Срмен се тргнува. Прашањето доаѓа неочекувано и го прободува право в срце. Не, вели и гледа во душемето. Не знае. Требаше да й кажеш. Го прекорува. А татко ти? Немам татко, вели Срмен, а на мајка ми не можев да й кажам. И реков дека се враќам во Белград, на фурна. Имам 2 помали браќа. Тие останаа со неа во Жилче, имаме малку земја и 20 кози. И лозија од Илија да прати. Тоа. Сепак, требало да й кажеш, инсистира таа. Срмен не може тоа да го објасни дури ни самиот на себе, зошто не й кажа на мајка си. Се плашеше дека ќе ја обремени уште со една голема, најголема, можеби, грижа, а таа грижи имаше доста. Меѓутоа, ако сака да биде искрен, се плашеше од нејзиниот одговор. Сигурно ќе почнеше да плаче, да ги крши рацете, а тоа Срмен не можеше да го издржи. Ја сакаше нежно и длабоко таа жена што со години не ја гледаше, но ја знаеше нејзината грижа за себе, убаво знаеше дека таа се суши и старее само затоа што тој е далеку од нив, од неа и, речи си, дете на својот грб ја зеде обврската да го издржува семејството, како печалбар и како фурнаџија. И како да й каже дека оди да војува кога во Жилче доаѓаат само вести за бројот на убиените и имињата на запалените села и градови. Само такви вести доаѓаат во селото. Велат дека сосема се загубила, ниту јадела нешто, ниту пак се обидувала да јаде со денови по веста за бомбардирањето на Белград, а таму беше нејзиниот Срмен, се можело да му се случи. Срмен навистина во таа мешаница не можеше да најде начин да й се јави, да пушти некаков абер, цели 30 дена, се додека Чичко Музафир не одлучи сам да тргне кон Жилче по тие несигурни времиња и тие пресечени патишта и железници. Го подбрале таму некаде кон Ниш и 20 дена лежел во набрзина направениот логор на Бубањ, додека не се извлекол некако. Како и тој не знае да објасни. А кога дошол во Скопје разбрал, новата граница го пресекла полето токму во близината на Жилче, натаму, кон Тетово веќе е албанска држава, а ваму бугарска. Значи, треба сега и граница да се поминува, а до вчера беше едно поле и една земја, и така. Пешки од Скопје до Жилче, 2 ноки непрекинато, зашто преку ден спиел помалку и се криел од очите на граничарите. Ете така веста дека Срмен е добар и дека го преживеал првото бомбардирање стигнало до мајка му по цели 60 дена. Дотогаш, сиромашката, сосем попуштила со здравието и сосема и се пресушиле солзите во очите. Токму затоа Срмен пред да појде со одредот не и кажа каде оди. И рече само, ќе се обидам да стигнам до Белград пак на фурна, зашто вака не оди повеќе, еве, 7 месеци како се вртам низ селово,
сосема џабе се вртам и ништо. Браќата молчеа, но мајка му протестираше, те војна е, те несигурни се патиштата, па Божем имало работа и во селото и се такви некои протести, но Срмен не попушти. А и не можеше тоа да го стори. Беше точно определен денот на излегувањето и не можеше секој сам и за своја сметка да го менува туку така датумот. Срмен најмалку му вети на муфот дека ќе излезе и тоа беше негова партиска обврска, а и лична па, немаше белки така да се однесува со муфот и тоа тогаш кога проверката на свеста е максимална. Мислеше. Не смеев да и кажам, вели Срмен, мислам дека тоа не би го издржала, би се исушила од мисла и грижа за мене. Ете, не смеев. Жената потврдува со глава, како секоја мајка. Молчат со своите мисли и грижи, притиснати од нив и долго прогонувани, како тугинци да се самите на себе. Мајка му на Вецко Синадиновски мисли. Изминаа 8 месеци, откако дозна за смртта на синот, а не може да поверува. Нејзе и се чини дека ќе дојде Вецко некоја вечер, ќе тропне на прозорецот, и таа, се уште не разбирајќи многу нешта, ќе истрча да му отвори. Така ќе биде. Таа знае дека тоа е лудост, но не може или пак уште подобро, не сака поинаку да мисли. Дури и на некои луѓе им рече, неколку пати, во разговор. Еве, веќе од поодамна немам абер од Вецко, се плашам да не му се случило нешто. И убаво гледа како луѓето ги вртат главите по тие нејзини зборови, зашто навистина не знаат што треба да одговорат и што треба да прават во тие моменти. Знае таа дека тоа што го зборува е лудо, но не сака да верува дека Вецко повеќе нема да мине низ селото, да се фати на празниците на Оро, да излезе со овците. Не сака да верува дека е така и тоа тие. Луѓето сочувствуваат со неа, ја тешат, поврзувајќи го сето тоа со овој проклет живот кој прилега на стакло сега е, а утре веќе не е, но нејзе не е полесно од тоа. Се теши само. Не е нејзиниот Вецко единствен на овој свет, што знае што значи слободата и без збор, речи си, робски се жртвува за неа. Ете, од тоа е многу полесно, навистина полесно. Да, повторува уште еднаш, како секоја мајка. Срмен мисли дека жената има право. Сите мајки на светов еднакво силно и еднакво безгранично љубат. Само што едни знаат тоа да го прикријат, а други оставаат нивната љубов да се шири како река, да се бранува и да ги заплиснува и децата и сите оние наоколу. Како љубовта на мајка му, например. Ете, таа одби дури и неколку понуди да се премажи, ја бараа некои сосема сериозни и честни луѓе, но таа не сакаше да чуе за тоа, сакаше да биде со децата и нив да им се посвети. А тие, 3 машки, едно на друго до ушите. Срмен се насмевнува, сеќавајки се. Доаѓаше во жилче преку лето да помогне околу жетвата, кога во Белград воздухот се вжештуваше од бетонот до зашеметување и луѓето се разбегуваа по бањи и мориња, и тогаш мајка му долго го гушкаше и милуваше побушавата коса. А Срмен, речи си дете се уште, ги чувствуваше на образите незините тврди и испукани раце и му беа мили тие допири и го успокојуваше близината на таа жена, која од година во година стануваше се постара и се повеќе се нееше. Неколку пати наќе Срмен неочекувано се разбудуваше и секогаш едно па исто. Таа седи на работ од стариот кревет и гледа во нив тројцата, задоволна и среќна, најверојатно и беспомошно добра во ноќта, осветлена само од месечината, како дел од некоја стара и вистинска приказна. Ти пак не спиеш, мајко? Ке прашаше Срмен, таа ке станеше, ке го покриеше со кебето и ке шепнеше. Потивко, ке ги разбудиш братчињата. Срмен и понатаму тврдоглаво, но ти пак не спиеш. Таа ке го погалеше по косата, спи, ке речеше. Точно е дека спиењето е здравие, но и вас да ве гледам така заедно и здрави, и тоа е нешто како здравие. Така еднаш, така повеќе пати разговараше ноќе Срмен со мајка си. Да, потврдува Срмен, како секоја мајка. Ги подига дисагите и вели, ке одам. Еве, веќе и сонцето заоѓа, ке треба да посетам уште некои куќи. И малку потоа, ако сакате потврда, можам да ви дадам. Жената брзо го прекинува, речи си навредено, зошто потврда? Мои деца сте, како за Вецко да сум ставила сирење и ракија, зошто потврда? Срмен клима со главата, така и тој мислеше. Ама сепак, ред е да праша. Ја пружа раката, се заблагодарува и излегува. На излегување пак тоа кашлање и тоа губење воздух од соседната соба.
застанува како да сака да рече нешто. Мајка му на Вецко Синадиновски уште еднаш му објаснува: така со месеци, откако чувме за Вецко, не можам да му помогнам многу, а Карпа човек беше. И кај на дворешната врата, кога Срмен уште еднаш со задоволство ќе погледне во овците, таа ќе му рече плашејки се при тоа, најверојатно, да не биде одбиена: рано изутрина ќе ви донесам пита. Топла ќе биде, зашто ноќва ќе ја печам. Срмен се свртува уште еднаш, жената стои на вратата исправена и достоинствена, со таа црна шамија преку глава и во летен, изветвен од сонцето и дождот фустан, и на Срмен му се чини дека тоа ја гледа мајка си, и не само својата мајка, туку сите мајки на светов ги гледа во оваа добра и силна жена, и сака да рече нешто, како благодарност или само некој збор на утеха, но знае дека нема потреба од тоа, зашто жената знае се и не е потребно ништо друго, освен можеби неколку збора, не. Само еден збор што ќе ја охрабри и смири. Срмен ја подига раката, мавнува со неа и вели: до гледање, мајко. Таа се така исправена стои на прагот, но како да ја минува повторно оној грч низ телото како кога зборуваше за Вецко пред малку во куќата, само што овој пат не плаче, туку благо се насмевнува, повтор пат досега, и му отпоздравува на Срмен: до гледање, синко. И чувајте се и ти и другите. Срмен минува низ овците, се провлекува меѓу нив и излегува од двориштето. Додека го минува патчето што води до сред село, исушено и прашливо од горештината, гледа како сонцето клопнува зад планините, наеднаш клопнува, оставајки зад себе горчливо црвенило, од кое како да го болат очите, толку тоа силно му се вовлекува во нив и ги замаглува.